Во земја во која свеста на граѓаните е толку ниска, што многу често ѓубрето наместо во канти или контейнери завршува до нив или на улица и создава примитивна слика за целото општество, звучи иронично воопшто да се зборува за селектирање на отпад што може да се реупотреби, како на пример пластика или хартија. Во 21. век, во земјава се уште има над 60 диви депонии, така наречени ѓубришта, а сепак граѓаните пружаат отпор да се изградат регионални депонии, каде што отпадот би се собирал и третирал според сите европски стандарди. Меѓутоа, Министерството за животна средина со неколку законски измени ќе се обиде да стави ред во овој неред. Разговаравме со министерката Каја Шукова и побаравме одговори како државата планира да управува со отпадот и зошто е важно да се изградат регионалните депонии. Ние во моментов имаме, наедноставно кажано, примитивен систем на собирање, транспорт и депонирање на отпад. Бидејќи јавните комунални предпријатија и се со послаби капацитети, немаат соодветна опрема за собирање и транспорт, имаат они, таа дејност ја извршуваат, меѓутоа не е по европските стандарди, а за депониите, општинските депонии, тие не се согласно барањата на Европска Унија, не се санитарни депонии. Значи, тие се одлагалишта. Да не бидеме груби, да ги наречеме ѓубришта. Тие мораме со време да ги затвориме и за тоа пристапуваме кон градба на централни депонии или регионални депонии кои што ќе бидат по европските стандарди, што значи ќе имаме заштита на почвата, ќе имаме заштита на подземните води, ќе имаме заштита на воздухот, нема да се дозволува запалување, нема да се дозволува неконтролирано депонирање на одредена келија, да речеме, оти депонијата е обично составена од повеќе келии. Отварате една, ја полните, ја затворате како што треба, па пристапувате кон втора. Значи, одиме како што работи цела Западна Европа. Пристапуваме кон тој систем. Она што го бараме од граѓаните, да ги намалат количините на отпад кои што ќе ги депонираат. Значи, во интерес на сите нас е што помалку отпад да депонираме депониите. И затоа постепено работиме на примерната селекција. Значи, она што стварно може да се преработи, како да речеме пластичните шишиња, знаеме дека има преработка, хартијата, стаклото, другата амбалажа која што може да се реупотреби. И тоа е тоа што велиме. Одиме кон системи за управување со отпад по европски стандарди. Ова што го имаме ние, де факто не е по стандарди. Едно од новините што се воведува со законски измени и кое што се очекува да се имплементира најдоцна следната година е нов модел на плаќање за отпад, така што наместо по квадратура на живеалиште ќе се плаќа по создаден отпад, па на тој начин и потенцијално стимулирање на селекција на пластиката, хартијата или стаклото од ѓубрето. Многу пластично да им објасниме на граѓаните. Имате 100 метри квадратни објект, каде што живеете, живее едно лице. Значи имаме такви многу случаи. Имате 100 метри квадратни, живеат 5 лица. Кој произведува повеќе отпад? А сите плаќаат едните и другите исто. Значи тој што живее сам плаќа иста цена за на доместок и тие што живеат 5 продуцираат 5 пати повеќе отпад, плаќаат исто. Значи сега ја менуваме, ќе носиме нова методологија. Методологијата ќе ја носи регулаторна комисија, како ја утврдува цената за електричната енергија, за водата, сега ќе ја утврдува и за отпад. И ќе се движиме по региони, бидејќи ќе имаме регионален пристап на управување со отпад, регионално управување со отпад, ќе ја утврдува цената по региони, фактички за регионалните тела за управување со отпад. И сега граѓаните, за да направат помала количина на отпад и помалку да платат, ќе ги стимулираме да пристапат кон примарна селекција. А наша обврска е и на државата, и на општините преку јавните комунални предпријатија, тоа да го стимулираме, навремено да го собираме и да му го најдеме вистинскиот пат, не да заврши на депонија, туку да заврши кај оној што може да го преработува и повторно да пласира нов производ на пазарот. Според последните податоци од Државниот завод за ревизија, само 1,4% од целиот отпад на годишно ниво е селектиран пластичен отпад, додека пак процентот на негово рециклирање е уште помал, односно под 1%. Една од најсилните алки во синџирот на селектирање на отпад со цел негово рециклирање се така наречените колективни постапувачи, приватни компании, формирани со посебен закон, кои имаат обврска да ги собираат селектираните пластика, хартија или стакло. Министерката Шукова потврдува дека нивната улога во процесот засега е клучна. Многу се важна алка, бидејќи се
прво се партнер на државата, секако, ама се партнер на секој од граѓаните. Воспоставуваат веќе со години од кога се формирани, воспоставуваат инфраструктура за примарна селекција. Нема да ги именувам поединечно, ама мислам дека граѓаните веќе ги препознаваат. Сите оние кои што се во различни бои контейнери се поставени од сега од колективните постапувачи. Сега државата ќе им се приклучи на колективните постапувачи оваа година и ќе набави и ќе постави контейнери во соработка со колективните постапувачи. Јас кога се состанав со колективните постапувачи, и јас, Министерството се состана, значи сите работиме за оваа држава. Седнавме и рековме, ајде да видиме каде треба да си помогнеме едни на други. Каде имате вие недостатоци, каде имаме ние недостатоци. И да ги пополниме тие гапови или тие недостатоци, да поставиме ефикасен систем, биќе пред се работиме за граѓаните. И во таа смисла побаравме од колективните да си ги доусовршат извештаите. Они доставуваат. Некои се подобри, некои треба да се доработат и да бидат уште подобри. Да видиме средствата што ги прибираат, бидејќи они собираат значителни средства. Дајте, викам, да ги здружиме и заеднички да настапиме. Затоа што кога секој работи сам поединечно, не викам јас дека не сака секој колективен постапувач да помогне на секоја општина во државата, ама кој ќе настапиме заедно, кој ќе направиме една слика на тоа каде има недостаток на опрема за примарна селекција, каде има недостаток на возила, каде има недостаток за друга опрема која што ќе помогне во подобро управување со отпад, тогаш мислам дека системот ќе биде многу поефикасен. Како што објасни министерката Шукова, од годинава државата планира да ја засили сопствената улога во овој процес преку поголема финансиска поддршка за инвестирање и посебна програма за отпад, финансирана од парите собрани од пластичните кеси. Она што е новина од оваа година е првпат имаме програма за отпад. До сега немаше. Мислам, имавме проекти мали, тие се мали проекти до 5.000 евра или до 300.000 денари, кои што работат на подигнување на јавна свест, на научно-истражувачки проекти. А сега имаме малку поголема програма, каде што ви напоменав, ќе набавиме контейнери за селекција, значи собравме некаде околу 120 милиони денари, што е значителна сума. И сите тие пари ќе ги вратиме назад. Значи ќе набавиме контейнери, ќе ги поделиме на сите општини во државата и паралелно на ова ќе направиме една јавна кампања. Имаме дел од средствата треба да ги потрошиме за зголемување на јавната свест. Сега разговараме да биде нешто што ќе биде лесно да го свати граѓанинот, да биде интересно од најмладите до најстарите. Да сватиме дека секој има одговорност за отпадот, дека ние сме тие кои што го продуцираат отпадот, дека ние сме сите заедно треба да го управуваме отпадот како што треба, бидејќи за жал нашата држава се уште важи за држава каде што отпадот е голем проблем и не се собира, транспортира и депонира соодветно. Јавната кампања ќе има голема обврска да ги едуцира граѓаните за штетните последици од расфрлањето на отпадот, особено пластиката врз животната средина. Застрашувачки е фактот дека, на пример, за да се разгради едно пластично шише, потребно е да поминат дури 450 години. Годишно, околу 15 милиони тони пластика завршува во морските води и океаните и колку и да ни се чини тоа далеку од нас, многу веројатно е дека шишињата што и ние ги користиме секојдневно, преку реките завршуваат во големите водени површини загрозувајќи го животинскиот свет, а микропластика веќе е пронајдена и во обичната вода што тече од чешмите ширум светот. Во земјава рециклирањето е застапено сосема малку, но се прават напори тоа да се стимулира. Ние треба да ги потикнеме и поддржиме приватните инвестиции, тој претежно се приватни инвестиции, иако има некои од јавните комунални претпријатија покажаа интерес и направија некој помак во последните години во овој дел, меѓутоа се претежно се приватни иницијативи, каде што знаете што од отпад создава нов производ. Ние финансиравме, имаше еден многу интересен, како илустративно за граѓаните да разберат, имаше еден мал занаечија кој што го финансиравме со програмата од отпадна пластика, правеше повторно производи од пластика. Тоа се оние производи, знаете, кога редите плочки, оне што е за обележување, оние малечки како кршчиња што се, ги правеше од отпадна пластика. Значи, наместо да ги оптоверуваме депониите, тој од одредени места ја собираше пластиката, ја мелеше,
значи има посебни машини и повторно производ за градежништвото. Значи има многу интересни идеи и треба да ги поддржиме, претежно се приватни, има неколку капацитети, еве сега слушнав скоро дека нова се отвара во Кавадарци, они се во постапка на добивање на дозволи од Министерството, значи тоа ќе биде контролирано, сите ќе бидат со интегрирани дозволи, точно ќе знаеме влез, што ќе биде на суровина, кој ќе биде излез, така да со добра координација и контрола можеме се да направиме. Најслаба алка пак во синџирот со управување со отпад се локалните комунални претпријатија кои што кубурат финансиски и не секогаш може да испорачаат квалитетни услуги. Дополнително и самите општини немаат доволен капацитет да се справат со предизвиците во оваа сфера. Ние согласно закон имаме комисии кои што работат со општините, ја контролираат нивната работа, им помагаме во постапките кои што не ги знаат, значи постојано им ги објаснуваме, им даваме примери како треба да работат. Во случаеви кога немаат капацитетите, ние превзимаме на свој грб, да речеме. Интегрираните дозволи се делат на А и на Б. А значи ги издава државата, Б ги издава општината. Оние општини кои што немаат капацитети да ја спроведат тоа постапка за издавање на Б интегрирани дозволи, ја превзима државата. Меѓутоа, не треба така да одиме до недоглед. Значи, јавните комунални предпријатија и општините вклучително мора да ги зајакнат своите капацитети. Јас не велам дека секоја општина мора да има оделение за животна средина, дека мора да има инспектор за животна средина. Ајде, здружете се во рамки на еден микрорегион. Неколку помали општини. Едната нека има комунален инспектор, другата општина нека има инспектор за животна средина, третата нека има, не знам, пазар инспекторат, сега на памет зборувам, така? Здружете се, многу поедноставно ќе работите. Значи, не мора да има секоја општина администрација од А до Ш. Регионалното здружување и решавање на проблемите се искуство кое што го има во целиот свет. Ајде да го примениме и кај нас. Ние постојано им кажуваме на општините, немојте секогаш да гледате дека заради тоа што имате недостаток на кадар, дека вие не можете да направите ништо. Не, вие ќе се фокусирате на едно, вашата соседна општина на нешто друго. Мораме да почнеме да соработуваме. Она што не го знаете, ќе се обратите до Министерството. Ние сме тука секогаш за помош. Ние никогаш не сме одбиле ни едно отпишно. Меѓутоа, мора да се гради на капацитете, мора да се ангажираат лица кои што имаат соодветно образование, кои што сакаат да учат и кои што сакаат да работат. Животната средина е посебно поглаве од преговарачкиот процес со ЕУ и искуството на останатите земји од регионот пред нас покажува дека токму тука се најголемите предизвици. Ја прашавме министерката Шукова колку сме ние според неа блиску или далеку од европските стандарди во делот на животната средина. Како држава сме добри во носење на закони, значи транспонирање на европското законодавство во македонското, тоа го правиме, во животна средина сме над 80%, можеби сме веќе некаде 90%. Добри сме во носење на стратегии и планови, слаби сме во имплементација на законите. Мислам дека тоа го гледа секој, особено во делот на управување со отпад, и заради тоа државата последниве 2-3 години виде дека веќе мораме да ги промениме работите и затоа и пристапивме на Европска банка за обнова и развој и го земавме овој заем како држава за да ги помериме работите. Не е дека ништо не се спроведува, не е дека имате општини кои што се многу позитивни примери и се надевам дека другите ќе ги следат. Меѓутоа, животна средина значи многу инвестиции и ќе значи во однос на преговорите кон Европската унија и транзициони периоди. Тоа што треба да го направиме сега, веќе како Министерство се организираме во процесот на скринингот, ги гледаме до каде ни се, што имаме направено, какви ни се капацитети нашите и на нашите партнери, бидејќи ние сами не спроведуваме ништо. Ние носиме закони, креираме политики. Сите останати спроведуваат. Пред се локалните самоуправи, бизнис заедницата, тие се делот од нашите закони, преку сите дозволи кои што ги добиваат од Министерството. Сите општини, вклучително нели заедно со јавните комунални предпријатија и секој граѓанин. За да имаме добар систем за управување со отпад, секој од нас мора да го плати надоместокот. Имаме региони во државата каде што собраниот надоместок за управување со отпад е 30-40%. Со таков собран надоместок не можеме да одиме во Европската унија. Секој мора да се исполни својата обврска. Ама тоа значи, ако сакате граѓанинот да ви плати за управување со отпад, значи да го плати месечниот надоместок, треба да добие добра услуга.
Ама за да ви даде јавното претпријатие добра услуга, вие морате да го платите надоместокот, значи взаемно е, ме разбирате? И она што не им се допаѓа на граѓаните е дека ние, кога зборуваме за тоа, дека надоместоците не можат да останат со овакви цени. 100 денари, 150 денари, 200 денари месечно за управување со отпад е крајно ниска цена. Значи, не велиме дека ќе се плаќа по 5000 денари, ама секако ќе одат барем до 400, 500, 600 денари во зависност од тоа колку ќе продуцирате отпад на крајот на краиштата. Така, и за тоа сега паралелно на системот, на воведувањето на нова методологија, ние правиме паралелни мерки за да им дадеме можност на граѓаните да го намалат количеството на отпад, нема да плаќаат секако по 100-150 денари. Тоа стварно ќе мораме да го забравиме ако сакаме да отвориме преговори да бидеме земја членка на Европската унија. Меѓутоа ќе биде во рамките на нормалните вредности, така? Ајде да го намалиме количеството на отпад, ајде да селектираме, што помалку да депонираме, така и помалку ќе плаќаме. И ќе се исчистиме државата.